почеток на нашата програма ќе зборувам за скроената. Even before the war, in just 12 months, ќе зборам за скроената нација. Тоа е бугарскиот идентитетски инженери или пак крпените тези на Божидар Димитров и другите историчари и политичари во Бугарија кои низ годините ја крпеа, ја кроеа ова нација. Наспроти македонскиот народ или македонската нација кои се од пред Александар Македонски, па потоа христијанството и пред малку на програмата ги наброив и сите наши докази, односно нашето битисување и постоење. Истражувањето на македонскиот национален континуитет налага продлабочена научна дисекција на официјалните наративи на нашиот источен сосед, кој и денес не демантира. Како примарен предмет на ова идентитетска анализа го земаме делото на Божидар Димитров, познат со книгата 12 мита во бугарската историја. Труд кој претендира да биде историска ревизија, но во својата суштина представува јавно признание за вештачкиот или скроен карактер на бугарската национална конструкција. Методолошкиот пристап во овај есеј, што го имам напишано, се е фокусира на демистификацијата на она што научно го дефинирам како скроена или скрпена бугарска нација, додека македонскиот идентитет представува органска и апостолска вертикала. Бугарскиот државен проект се јавува како механички конгломерат, сошиен преку административен терор и континуирано злоупотреба на туѓи цивилизацијски вредности, како што ви е познато. Нивната собствена наука признава бугарскиот идентитет е како котел во кој се стопени десетици хетерогени групи, различни групи. Тука се азиските оногундури, утигури и кутригури, но и печенези, кумани и татари. Додека Македонија има јасен апостолски корен, тие се административен спој на граѓански племиња кои до 865 година, 9 век, му се клањаа на богот Тангра, носејќи и како символ, како знаме, конски опашки. По крстувањето во 865 година, кај нив не беше духовен чин, туку брутален државен инженеринг. Кнезот Борис I го започна крвавото крпење на нацијата со ликвидација на 52 фамилии. Колку бил суров овој процес покажува фактот што Борис, кнезот Борис, дури и собствениот син Расате го ослепе, само затоа што сакал да му остане верен на изворниот пагански корен. Расате сакаше да остане со богот Тангра, а пак неговиот татко одеше по да го прекрсти, да го мироса бугарскиот така наречен народ во тоа време. Кога татко ослепува син за да наметне државна етика, тоа не е вера, тоа е насилна фабрикација на идентитет. Бидејќи нивниот изворен идентитет беше неписмен и степски, мораа да ја украдат македонската христијанска историја. Светите Климент, Свети Наум и Охридската школа се насилно инкорпорирани во нивниот мит за да се сокрие идентитетската празнина. Прво е македонското, а тие се само
приматели на нашиот цивилизацијски дар, почитувани слушатели. Бугарската нација во модерна смисла постои едва и 150 години. Тоа е дериват на државни декрети од екзархијата 1870 и рускиот план 1878, па се до насилната асимилација на над 1 милион помаци од страна на Тодор Живков. Тоа е нација на покрстени помаци или турци кои мораат да бидат најгласни против Македонија за да не се види дека нивниот идентитет е сошијан или скрпен во полициските станици. Бугарската агресија кон Македонија е одбранбен механизам. Тие се плашат од македонската вистина, бидејќи нашето органско постајање ги разоткрива нивните вештачки рабови. Не можеш да ја сошиеш коњската опашка на Тангра врз крстот на Свети Климент и да очекуваш дека светот нема да ја види разликата. Ќе продолжам, почитувани слушатели, и понатаму со нивната деконструкција. Племето на Аспарух, кое Димитров го представува како водечка, високо организирана воена, државнотворна елита, утигурите и кутригурите, сродни племенски групации кои според тврдењата на книгата на Божидар Димитров представувале огромен демографски потенцијал од над 1 милион луѓе, лоцирани во пределите на Азовското во Азија и Црното море некаде таму. Племето со кавказско-иранско потекло се аланите, кое Димитров стратешки го вметнува во наративот за да ја зацврсти тезата за индоевропскиот, а не азискиот корен на пробугарите. Иако Димитров ги дефинира оногундурите и утигурите како бројни иранци, тој не нуди издржен одговор, почитувани македонци. Не нуди издржен одговор за тоталното исчезнување на нивниот јазик. Историски е неодржливо толку масовна популација целосно да го напушти својот мајчин јазик, за да го прифати јазикот на народот кој подоцна беше описменет од македонските просветители светите Кирил и Методија, па потоа и Климент и Наум Охридски. Именувањето на овие групи во книгата всушност ја разоткрива нивната примарна верност кон паганскиот бог, како што реков погоре, Тангра, воената символика на коњската опашка. Овие факти директно се судираат за тезата на Димитров за напредна цивилизација, укажувајќи на народ кој се уште бил во примитивна фаза на нивниот развој. Божидар Димитров се обидува да го ревидира карактерот на прифаќањето на христијанството во 865 година, почитувани. Додека традиционално овој се представува како духовно просветлување, Димитров во својата книга 12 мита признава дека покрстувањето било извршено како суров и брутален политички чин на кнезот Борис I. Авторот детално опишува дека целта била административно обединување на различните племиња под една религиозна капа, со што христијанството се дефинира како инструмент на државната присила, а не како внатрешна верска преобразба на народот. Димитров признава дека за да го наметне христијанството и да го скрши паганскиот отпор, Борис I наредил истребување на тие 52 боилски рода или фамилии и присилно
го наметнал неговото владење. Присилно затоа што еден народ, почитувани, не може да се описмени преку ноќ. Не може да ја прими верата преку ноќ. Божидар Димитров застапува теза дека Бугарија е единствениот творец и спасител на словенската писменост, односно македонската писменост. Авторот се обидува да ја представи дејноста на светите браќа Кирил и Методија, како и на нивните ученици Климент и Наум, како чист бугарски државен проект, произведен под патронатот на кнезот Борис I и царот Симеон. Димитров инсистира на тоа дека кирилицата е бугарска азбука, создадена по државен налог, со што се обидува да воспостави државен монопол врз целокупното словенско население, како што се русите, украинците, пољаците, чесите, словаците и така натаму. Научната анализа на овој сегмент од делото на Димитров ги разобличува неговите обиди за ретроактивното присвојување на македонскиот цивилизацијски извор, како што реков претходно. Истражувањето во трето лице ги посочува и следните противречности. Димитров во книгата свесно го занемарува фактот дека Кирил и Методија никогаш не стапнале во Бугарија, а нивниот јазик е јазикот на македонците од околината на Солун. Истражувањето заклучува дека Димитров се обидува да го представи примателот на дарот, бугарската држава, како негов собственик, иако дарителот е македонскиот духовен простор. Посебно внимание се посветува на ликот на Свети Климент Охридски, додека Димитров го дефинира неговото доаѓање во Охрид како државно назначување. Научната анализа потврдува дека Климент и Наум во Охрид го донеле веќе оформениот македонски христијански код од 1000 години. Охридската книжевна школа, како прв македонски и сесловенски универзитет, е автохтон македонски производ кој подоцна беше искористен од бугарската држава за да се покрие незината паганска и неписмена празнина. Почитувани слушатели, ова го повторувам затоа што многу се револтираат бугарите кога ќе им кажам или ќе им кажеме дека ние ги описменивме со светите Кирил и Методија и ние ги покрстивме преку христијанството во Македонија, кое е дојдено, како што кажав, со апостол Павле, со крштавањето на Лидија Македонката и другите македонци уште во почетокот на првиот век после Христовото воскресение. За повеќе околу ова, веројатно ќе додадам уште неколку зборови. Димитров во својата книга се фокусира на средновековните митови. Неговото научно делување и јавните настапи беа длабоко вкоренети во оправдувањето на политиките на Тодор Живков. Истражувањето посочува дека така наречениот врзородителен процес 84-89 година представува најеклантантен пример за тоа како бугарската држава низ целата своја историја го користи инструментот на насилство за да го скрои, за да го доскрои, за да го закрапи националното бугарско ткиво. Димитров ја поддржуваше тезата дека муслиманите во Бугарија се насилно потурчени, со што му даде научен легитимитет на полицискиот терор во Бугарија. Истражувањето потврдува дека преку ноќ на над 800.000 до 1.000.000 луѓе, турци, насилно им беа сменети имињата и идентитетот со бугарски. Ова потврдува дека во бугарската државна логика идентитетот не е чувство,
туку административен или административна категорија. Ако државата со декрет нареди дека си бугарин, ти тоа стануваш исто како што кнезот Борис први со меч наредил покрстување во 865 година. Истражувањата ја анализираат психолошката заднина на овој закрапен или скроен идентитет. Личностите кои се резултат на ваков насилен инженеринг често остануваат и постануваат најгласни и најрадикални бранители на бугарштината. Оваа агресија е одбранбен механизам со кој се прикрива свеста за вештачкиот променитет и промениот или скрпен, скроен, закрапен бугарски корен. Ја остануваат уште 7-8 минути. Да кажам дека истражувањата заклучуваат дека живковизмот во Бугарија е модерната верзија на танграистичкиот метод на владењето со претворањето на 1 милион луѓе во вештачки бугари. Државата само ја потврди својата идентитетска несигурност. Заклучокот на ова поглавје е дека скроената нација на Димитров и Живков живее во постојан страф од македонската вистина, бидејќи нашето органско постоење е жива негација на нивниот лабораториски создаден идентитет. Тука ќе застанам, почитувани слушатели, со тоа што понатаму ќе разглобиме дека во Бугарија живеат голем број на македонци од егејскиот дел на Македонија, од вардарскиот дел на Македонија, Пиринска Македонија, кои и ден денес од бугарските власти не се признаваат како етнички македонци, не им се даваат правата за идентитетско самоопределување, туку како што кажав погоре, самата администрација создава една скроена нација, еден крпен живот, еден крпен идентитет. Веројатно ќе беше убаво да ја прочитаат и книгата на Стале Попов, Крпен живот.